Сајберсигурност при користење на облак. За почеток, што е тоа облак? Многу луѓе мислат дека облакот е некој вид на магија, ама за жал не е. Услугите во облак или меморијата во облак е само друг компјутер кој е сместен некаде географски на друго место, во собственост на некоја компанија на која вие и плаќате за да можете да имате пристап до ресурси на компјутерот, како неговата меморија или процесорска моќ од комотноста на вашиот дом. И сето ова нормално нели преку интернет. Какви типови на облак има? Cumulonimbus, Stratus, Cirrus и Autocumulus. Стефан, ти пак забега, не збориме за такви облаци. Океј, човек да не може да се пошегува. Облаците ги делиме на јавни, приватни и државни. Јавните се оние на кои ние можеме да им пристапиме и кои се наменети за користење од широката јавност. И се направени од одредена компанија, нормално нели за профит. Најпознати се Google Drive, iCloud и Dropbox. Приватни облаци пак се оние облаци кои исто така се развиени од одредена компанија, ама се развиени стрикно само за потребите на компанијата и нејзините вработени. А државните облаци се наменети за користење од јавни и државни институции, ама на нив нема да обрнуваме многу внимание. Најмногу ќе се посветиме на јавните облаци. Облаците може да нудат инфраструктурни, платформни, софтверски или податочни услуги и функционалност. Главните предности од користење облак се тоа што услугите во облакот ги плаќате според користеното, односно колку плаќате толку и ќе добиете. Ќе користам пример со меморија во облак бидејќи таа е најпозната и најлесно ми е да смислам пример за неа. Еве на пример имате некои слики кои заземаат 40 гигабајти и сакате да направите бекап на нив. Ако купите хард диск кој има пример 40 гигабајти, тој ќе ги има тие 40 гигабајти, ништо повеќе, ништо помалку, не можете ни да го зголемите ни да го намалите. Додека го користите облак, ако се решите дека сакате да ставите повеќе слики, вие можете само да купите повеќе меморија и веднаш ќе имате пристап до неа. Или пак ако се решите да избришете некои од сликите и гледате дека всушност плаќате за џабе меморија која не ја користите, вие само ќе ја намалите меморијата за која плаќате и цената соодветно ќе се промени. Друга, драстично побрзо можете да добиете пристап до меморија во облак отколку до физичка меморија. Во одредени случаи тоа дури инстантно. Уште една предност на облакот е што е достапен од повеќе уреди и не е географски ограничен. Доколку некоја слика имате зачувана на облак, се што е потребно за да дојдете до неа е да имате пристап до интернет и уред кој може да се прикачи на интернет. Потоа само се најавувате на вашиот облак и имате пристап до сликата без разлика каде и да сте. А и безбедноста може да биде предност на облаците. Ова е вака бидејќи пред да се започне со користење на некоја услуга во облак, потребно да се провери какви мерки за безбедност има преземено собственикот или давателот на услуги во облак, а голем број од корисниците тоа не го прават. Поважните работи кои треба да се проверат се дали податоците во облакот се шифрирани или не, кој се може да има пристап до податоците прикачени на облакот, нивото на достапност бидејќи не сите облаци се достапни 24/7 и во одредени случаи поради лични или законски ограничувања можеби ќе треба да знаете каде географски се наоѓа облакот и каде се поставуваат податоците, иако за обичните корисници ова се случува во 0.0003% од времето. Речи се никогаш. И за малку ќе заборавев. Исто така важно е да се провери дали по престанок на користење на услугите во облак, податоците што се складирани на него ќе бидат загарантирано избришани од облакот. Сакаме да бидат. И проверете репутацијата на компанијата чии услуги во облак сакате да ги користите. Дали се веродостојни и сигурни како компанија. Од кога ќе се решите за некој облак според препараките од пред малку, пак е важно да се решите, пак е важно да се одлучи што ќе се чува на облакот, а што не. Јас лично и не би ви препорачал слики или скенови од извод на матична книга на родени да се чува на облак. Сепак, тоа сум само јас, ама и не е најпаметно таков тип на податоци да се чуваат на облак. Бидејќи за пристап до облакот ви е потребен интернет и електрична енергија, што може да биде проблем доколку нешто ви е зачувано само на облак, а има некоја поголема природна или неприродна непогода. Додека пак секојдневните податоци или податоци кои ни се често потребни, како на пример слики од извед или некој документ кој го користиме секојдневно, е паметно да бидат зачувани на облак. И за крај уште еднаш да кажам, кога користите услуги на облак, користете од некоја компанија која има добра репутација, која најверојатно наплаќа за нејзините услуги.
бидејќи можно да се најдат и бесплатни опции за услуги во облак, ама тие најчесто имаат или ограничени способности или пак се многу полошо заштитени од нивните платени алтернативи. И ваквите видови на облак можеби за одредени потреби на вас ќе ви одговараат, ама ако користите вакво нешто, не ставајте доверливи и осетливи податоци и информации на нив и знаете дека може секој ден да ги снема, па не се ослонувајте само на облакот да ви ги чува податоците ако тие ви се битни. Толку е!